повторно сме во гостинското студио и веќе ни пристигна првиот гостин денеска на денот на Црвениот крст во чест на сите хумани луѓе, хумани срца, крводарителите. Денеска наш гостин е Дамир Смајловиќ. Добар ден, добро утро. Добро утро, добар ден на вас и на сите гледачи на Алфа телевизија. Честитки и нека е вековит овој ден на Црвениот крст, ден на кој што ја подигаме свеста и се обидуваме да вклучиме колку е можно повеќе хумани луѓе. Да, во мое име и во име на крводарителите им го честитам денот на Црвен крст и им се заблагодарувам за сите активности кои што ги спровеле до сега за промовирање на крводарителството. Браво. Вие ни доаѓате од Сдруженијето на крводарители и поддржувачи на крводарителството, а само вие лично, како што дознав, имате дарувано крв дури 115 пати. Во колку години е ова дарување? Јас во јануари наполнив 40 години. Така да, еве, за 22-3 години, условно кажано, крводарителски стаж, имам прилично интензивно дарување на крв. Имам 85 пати дарувано полна крв и 30 пати имам давано аферезно, односно обезбедував тромбоцити за пациенти кои што се хематолошки и онколошки пациенти. И тие се даруваат малку почесто, бидејќи за разлика од обичното дарување на крв кое што има интервентна пауза од 3 месеци за крводарители и 4 месеци за крводарителки, дарувањето на тромбоцити може да се дарува 28 дена после дарување на полна крв или некаде околу 21 ден после дарување на тромбоцити. Затоа што тромбоцитите како тромбоцити се заменуваат во телото за некои 5 до 7 дена, самиот век на трајање на тромбоцитите е 5 дена и потребно е само едноставно да се стабилизира организмот за да може повторно да се дарува тромбоцит како тромбоцит. Секоја чест на вистина. Кои се предусловите, кои се предиспозициите кои што треба да ги поседува еден потенцијален крводарител? Потенцијален крводарител пред се мора да поседува волја. Значи, ако се нема волја, ако се нема желба, џабе е да сме здрави, прави, да. А од основни предиспозиции, значи треба да биде да има повеќе од 55 кг, треба да има добра крвна слика, да не биде болен во последниот период и да не биде на лекарства. Не треба да пие некои антибиотици во последните 2 недели и да не пие некои лекови кои што го регулираат крвниот притисок, односно што ја развечуваат крвта. И да не биде, се основни, и да не биде слабокрвен во моментот кога сака да дарува крв. Па да, значи тоа се основните параметри, бидејќи потребно е крводарител да има 135, а крводарителката 125 милиграми на хемоглобин или железо во крвта, во спротивно нема да може да дарува крв. Така. Колку членови, колку крводарители брои вашето здружение? Нашето здружение е мало. Зошто? Затоа што едноставно немаме услови за поширока промоција на нашите активности, бидејќи ние како здружение постоиме едва нешто подолго од 4 години. Но како активности на социјалните мрежи и општо во крводарителството, јас сум активен речиси 2-13 години. И сето тоа го почнав на начин од причина што, ете, например, јас сум А негатив и барав некаде да видам каде има врежување на крводарители, бидејќи во некоја ситна ситуација, доколку мене или на некој друг сличен од некоја крвна група има потреба од крв, сакав да направиме некоја мрежа за да можеме да се искомуницираме и да си помогнеме помеѓу себе, бидејќи во тоа време беа актуелни повиците за крв и едноставно сакав да направиме нешто добро, така да сето тоа почна со превземање на една група на социјалните мрежи во Facebook и почнавме да правиме списоци крводарители, остава свој мобилен, која крвна група се од правење на тие списоци едноставно почнавме да растеме и направивме на крај едно здружение. Гледаме и фотографии, патем од вашето здружение, од вашите колеги крводарители. Ова сум јас како дарувам крв. Претходната слика е кога пред некои 20 на дена потпишувавме соработка со Здружение на крводарители од Херцег Нови. Имаме соработка и со Здружение на крводарители од Врање, имаме соработка со Здружение од Краљево, значи ние соработуваме и со крводарител при ЈСП, крводарител при Дрисла, Асоциација на крводарители, ова е подпишувањето со председателот на Здружение на крводарители од Краљево. Ова е при наша посета во Врање, тука се значи председателот на ЈСП, председателот на асоциација, домакините од Врање. Еве како даруваме, значи на акцијата што беше на 10 март сега во Скопје.
Ова е дел од старото председателство на Скопски маратон, значи во нашите мајци кои што ги изработуваме и ги даваме на крводарители кои што добиваат котизации од трки кои што едноставно не поддржаме. Значи ние како здружение правиме напори да обезбедиме се што може да се обезбеди за крводарители. Значи на сите манифестации праќаме дописи, бараме да се обезбедат неколку бесплатни котизации или влезници и тие се делат на крводарители. Конкретно за кога некоја трка ќе ни одобри бесплатна котизација, ние изработуваме драйфит маичка и даваме уште некои работи кои што можеме да ги обезбедиме во меѓувреме. Браво. Освен тие работи, значи нашето здружение, како правен субјект, потпишува договори со правни субјекти кои што одобруваат одредени попусти и поволности, а нашите членови, крводарителите кои што се зачленуваат во здружението со символична годишна членарина, која што оваа година е 200 денари годишно за изработка на пластифицирана членска картичка, фактички со самото тоа што се членови на здружението, инхерентно тие ги користат тие бенефиции. Значи може да, ако може после тоа да биде покажана, значи членска картичка како изгледа. Ние гледаме да обезбедиме сето тоа што може да се обезбеди за крводарителите, бидејќи ако некој во нашата држава заслужува да има некој бенефициран статус и некоја поволност, тоа се луѓето кои што во било кое време се подготвени да пружат рака и да спасат живот на некој човек кој што воопшто не го познават, ниту па можеби во живот ќе го сретнат. Апсолутно, тоа е крајната цел е толку голема и толку хумана, толку човечна, што навистина кога секој од нас би го разбудил човекот во себе, би се обидел да стане крводарител и да проба барем неколку крводарувања да направи во текот на својот живот. Дамир, ние по природа и како народ, имам доста анализирано, сме прилично сомничави. Ние во секоја една добра работа, во секоја една хумана работа се трудиме да изнајдеме сомнеш. Па дури и утрово додека ги вклучувавме гледачите во живо на нашите телефонски линии, еден поголем дел од гледачите на вистина и беа самите крводарители и го оправдуваа чинот на крводарување на сите останати, но еден мал дел од гледачите изразија одреден сомнеш дека не се сигурни дали таа крв која тие ја даруваат нема да биде продадена некаде. Дискутабилна тема. Зошто? Затоа што крвта како крв е бесплатна. Сега, никој тука не го гледа другата страна на паричката, односно дека за да се обезбеди таа крв, има некои трошоци. Што прво треба да се дојде на лице место, треба да се обезбедат тие крвни кеси, треба да се обезбедат тестови за да се провери дали е сета таа крв безбедна. Значи тоа се некои трошоци. Сега, порано, да речеме до пред 2006 година, самиот простор за дарување на крв беше малку полиберален, односно дел од крводарителите се сеќава дека порано имаше служби за дарување на крв и во Жан Митрев клиника во тоа време, Филип II имаше и во Систина. Но со стапување на сила на законот за безбедност во снабдување со крв, едноставно сиот тој процес на обезбедување на крв беше канализиран и се иде преку трансфузиологија. Така да сета крв мора да се земе, да се испита, да се обработи и после тоа да се побара, да се требува за да се резервира и да се обезбеди за пациентите кои што имаат потреба од неа. Така да имам тука некои забелешки, не од тој аспект, значи од аспект што е малку рестриктивен делот на трансфузиологија, конкретно што еве на пример бројот на дарувања е ограничен, доколку човекот е во добра здравствена состојба, зашто не може да дарува почесто. На пример во Америка може да се дарува на 55 дена, во Германија на 59 дена. Кај нас имаме некој застарен правилник кој што е 3 месеци пауза за мажи, 4 месеци за жени. Во ред, нека биде. Но зашто да не биде, еве да ќе го искористиме како пример системот во Хрватска. Во Хрватска во моментов исто важи старосната граница 65, но во заграда стои 70. Доколку крводарителот е здрав и има навршено 65 години, може да дарува крв до 2 пати годишно, значи не може 4 пати, а може до 2 пати. Со оглед на фактот дека нашето население, односно старосната граница расте, односно младите се иселуваат,
Веќе неколку наврати имам спомнато во трансфузиологија дека би било пожелно да се либерализира малку тој момент и доколку крводарителот ги наврши тие 65 години, да може да дарува крв и над тие 65 години доколку е во добра здравствена состојба. Одлично. Ја споменавме старосната горна граница. Која е долната граница? Дали полнолетството е долна граница од кога може да се дарува крв? Начелно, значи според правилата треба граѓанинот да биде полнолетен за да може да дарува. За да дарува помладо од 18 години треба да има дозвола од родител. Сега тука има некоја мала сива зона, значи се дозволува во средните училишта кога се организираат акциите, малку се дозволува да се биде помладо од 18 години, но сепак од здравствен аспект пожелно е значи да се биде да се држи до тие прописи. Одлично. Ние ова утро би требало да ја имаме и колешката Ивана на линк од Црвениот крст. Кога режијата ќе ни даде знак, ќе се вклучиме таму и ќе видиме што се случува. Дамир, кажете ми, треба ли некој посебен начин на исхрана да има крводарителот во текот на своите години во кои активно дарува крв? Не, начинот на исхрана е нормален. Значи не може да се генерализира бидејќи како прво има различни типови на луѓе, различни организми, едноставно биоорганизам и така да секое тело функционира на посебен начин, плюс некои имаат захтевни физички ангажмани и имаат потреба од друга исхрана. Важното да се забележи е дека е пожелно крводарителот да биде појадуван пред да дарува крв. Да не е гладен. И истото тоа да не биде со премногу шеќери и нешто премногу мрсноти. Зошто? Затоа што може да дојде до проблеми, значи, например, при тестирање на крвта во трансфузиологија се користи раствор, доколку е мрсна, доколку јадел малку мрсно, значи нема капката да биде како капка и може да биде вратен поради тоа. Значи збориме тоа на преглед, а истото тоа доколку таа крв се даде на некој пациент кој што може би можел да има некои проблеми, значи не се знае, значи тоа, значи не треба да биде да биде обемно со шеќери и да не биде мрсно. Ништо да не се претерува, така. Да. Ние на нашата масичка овде ја имаме и маичката која што мислам дека ја добиваат крводарителите. Ова е мајца која што здруженијето ја прави и ја дели на крводарители кога имаме финансии. Значи ние како здружение сме прилично се само финансирате, така. Функционираме од членарини. Зошто? Значи лесно е да се обезбедат финансии преку грантови и донации, но ние го одбравме трнливиот пат, бидејќи не сакаме да бидеме во некоја ситуација да бидеме повикани дека ние ова го работиме за пари. И дека некој може утре да не повика да одработиме или да не спречи да кажеме нешто. На самиот начин што едноставно сме независни финансиски, ние гледаме да ние можеме во исто време да критикуваме било кого, бидејќи ние застануваме во интерес на крводарителите, без оглед на тоа кој е од другата страна. Так, се подигнува ли свеста од година во година на луѓе кои што се охрабруваат да стануваат крводарители? Знаеме дека еден голем дел имаме одлив на млади луѓе кои што се во најголема добра животна кондиција заминуваат од земјава. Старите лица се лица кои најчесто поради терапии, поради хронични болести не можат да бидат крводарители. Каква е статистиката во моментов? За статистиката за жал не можам да зборам, бидејќи искуствата на терен. Ние контактираме во глобала со крводарители кои што се активни крводарители. Еве, например, во моментов чекам информација наш член кој што е информиран, значи пред 3 дена добивме повик за пациентка која што е од Кочани, сместена на хематологија, има потреба тромбоцити. Исконтактиравме неколку наши членови и чекаме да биде повикан да дарува тромбоцити конкретно за таа пациентка. Така да ние комуницираме со нашите членови и со секој кој што сака да комуницира со нас преку социјалните мрежи. Немаме општи податоци, но факт е дека има тренд на намалување на тоа активно ткиво на кое што може да дарува и најмногу да допринесе за дарување на крв. Затоа и се нашите напори да се направи промоција. Еве, например, сега во текот на денов треба да одбереме, во моментот би сакав да ги поздравам од Градско кино Милениум, значи секој четврток ние делиме по еден пар билети за крводарители.
Така да ние сме многу благодарни за некоја мала работа која што се обезбедува за крводарителите и која што можеме да поделиме натака, ги повикуваме сите други кои што би можеле да помогнат да се усреќи некој крводарител. Одлично. Ви благодарам многу за денешното гостување и секоја чест за она што го правите.